Добро утро, почитувани гледачи. Добре ни дојдовте и во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Темата која што утрово ја обработуваме е сколиоза кај деца и возрастни, превенција, третман и важноста и улогата на физикалната терапија. Станува збор за состојба која значително може да влијае на држењето на телото, на функцијата на работот и квалитетот на животот, како кај децата, така и кај возрастните. Најчесто се открива во детската возраст, а навременото препознавање и правилниот третман се клучни за спречување на прогресија и дополнителни компликации. Која е важноста на физикалната терапија токму кај оваа состојба? Ова утро разговараме со Илија Жежов, дипломиран физиотерапевт, специјалист по здравствен фитнес од Физиотерапевт здравје Гостивар. Добро утро, Илија, и добре ни дојде во Фактор здравје. Добро утро, Билјана, до вас. Добро утро до гледачите на ТВ24. Благодарам за поканата и секако секогаш со задоволство ќе прифаќам поканите кои ќе ме поканите да гостувам, бидејќи секогаш сакам свесно и одговорно да одговориме ова станува збор нели за сопствено здравје кај луѓето и да ја подигнеме свеста нели редовно да ги следат препораките, советите и превенцијата навремено за лекувањето. Да, кога зборуваме за физикална терапија, улогата на физиотерапевтот, сколиозата е само една од состојбите каде што физикалната терапија има клучна и важна улога, посебно кога навреме и рано ќе се открие и ќе се почне со третман. Каде се на друго место и каде се применува физикалната терапија? Спектарот, односно низата на физикална терапија е широк поим во лекувањето. Како што кажавте, ова е само еден дел, нели, односно вовед во физикална терапија, меѓутоа доста болести, доста состојби се доста критични кои што до 90% како перманентно решение физикална терапија им помага на луѓето да го вратат сопствено здравје во една нормализација, но секако доколку тоа превентивно, свесно и одговорно се подигне свеста нели за да се направи таков чекор кон соодветно третирање на проблемот, за да го постигнеме и резултатот и да добиеме нели соодветно и трајно решение во лекувањето. Да. Треба ли да применуваме физикална терапија само кога имаме одреден проблем? Видете, вака, порано физикална терапија немаше многу големо значење, но јас како физиотерапевт кој што 19 години работи во областа од физикалната медицина, сум среќен и сум свесен дека луѓето веќе во последниот период свеста е многу на високо ниво подигната и за секој настанат здравствен проблем луѓето веќе се јавуваат на лекар, се јавуваат на физиотерапевт и тој факт ме радува што е тоа така, што луѓето навремено сакат да си го средат проблемот кој што им се јавува и што сакаат нели да си посветат време за своето здравје. Јас пак ќе кажам и ќе речем дека здравјето е една од најголемите инвестиции, односно времето кое што човекот ќе го вложи во себе. Да. Специјалист по здравствен фитнес. Што значи тоа? Так, специјалист по здравствен фитнес значи специјализација која што се изучува како наука на универзитетот, односно факултетот во Белград и веќе здравствениот фитнес, специјалистот по здравствен фитнес ќе може да работи исто така освен во ординација, ќе може да применува и соодветни вежби за овие доста покритични состојби во фитнес центрите или во ординациите каде што здравствениот фитнес ќе биде присутен како метод во лекувањето. Добро. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Ги покануваме гледачите да се вклучат, да постават прашање токму на темата за која разговараме, ама оставам Илија простор така се што нив ги мачи за арбетниот столб или проблематиката која што имат, а физикалната терапија има тука важност и значење да се јават и да постават прашање. Останете со нас. За сколиозата кај деца и возрастни, превенција, третман и важноста и улогата на физикалната терапија, утрово разговараме со Илија Жежов, дипломиран физиотерапевт, специјалист по здравствен систем од приватната здравствена установа Физиотерапевт здравје Гостивар. И секако дека би почнале со тоа какво искривување на арбетниот столб е сколиозата. Така, многу е битно превенцијата да започне навремено да се третира, кај сколиозата, за да вроди, да кажеме, тоа позитивни ефекти во процесот на лекувањето. Систематскиот преглед, кога детето ќе биде испратено на систематски преглед, тука стручниот тим на лекари констатира дека со детето станува некој збор нели во искривување на арбетниот столб, едната лопатка може да биде повисока од другата. Тоа значи дека веќе тоа е една рана почетна фаза, на искривување на арбетниот столб, односно појава на сколиоза. Тука
веднаш сигнализирано е до семејството дека со детето станува збор за сколиоза, односно искривување, и навремено да се започне третман со физикална терапија за да се коригира таа сколиоза, за подоцна да не предизвика поголема девијација, односно искривување на нерветниот столб и да дојдеме до степен кога сколиозата ќе ни бара подолг временски третман, односно налекување. Но за жал кај сите деца не е тоа така. Кажано му е на семејството дека треба да се започне тој процес на физикална терапија, но дел од родителите тоа сериозно не си го сваќаат, мислат дека тоа е процес кој што во текот на растот само по себе ќе се повлечи, но за жал не е тоа така. Останува и понатаму со трајни последици, искривувањето степен по степен секојдневно, почнува да си прави дегенеративен процес и да се искривува рабетниот столб, па во текот на растот да се појави во многу поголем степен кога ќе се појави онаа буква S. Тогаш веќе родителите настапуваат посериозно и го носат детето на физиотерапевт. При самиот констатативен преглед, ние кога ќе дојде пациентот во нашата ординација, правиме прво еден соодветен стручен физиотерапевски преглед. Преку физиотерапевскиот преглед гледаме дека со детето нешто се случува, дека има искривување, дека едната лопатка е во степен погоре од другата лопатка подолу. И тука веќе при самиот сколиометарски преглед што го правиме, констатираме дека благо искривување на сколиоза постои. Веднаш тука ако се посумневаме дека има некој посериозен дополнителен преглед со пршлените, даваме мислење да се направи рентген, компјутерска томографија или магнетна резонанса, преку која ќе го констатираме дополнително проблемот, за соодветно понатаму преку протоколарен план и програма да го третираме и да го лекуваме. Но што се однесува кај повозрастните, да кажеме, повозрастните лица ли кај децата и кај возрастните, или кај возрастните резултат на нешто нетретирано во детството или во младоста, а дополнително и дегенеративните промени кои со годините и староста се случуваат. Така, како што кажав, правилната положба на телото е многу битна, како ќе го држиме рабетниот столб. Нас рабетниот столб ни представува столб на нашето тело и многу мора да внимаваме на рабетниот столб, бидејќи преку рабетниот столб, преку искривувањето на рабетниот столб може да се случат и низа на други здравствени проблеми. Затоа велам почесто да бидеме исправени, почесто да имаме физичка активност, како што кажав, вежбање да имаме, тоа не мора да биде сега кревање некои големи тежински терети. Вие можете со одредена техника на вежби, да си вежбате во домашни услови, а можете и во фитнес центри. Но многу е битно навремено откривање на сколиозата за соодветно навремено и третирање. Како што кажав, за подоцна во текот на годините да не вроди поголемо искривување кое што ќе бара доста посериозен третман во лекувањето. Кај повозрастните лица, како резултат нелекување од раната возраст, доаѓа овој степен на доста посериозно искривување. Сега не можете вие да се искривите 99% во рабетниот столб, меѓутоа може да се направи едно искривување од 44% кое што тоа ќе бара понатака и хируршка интервенција. Се случува во степен на сколиоза, кога ќе надмине над 20 степени, тука веќе влегуваме во еден посериозен ризик. Затоа велам, алармантна е состојбата и веќе тука треба да започнат сите јас се извинувам, отлични се фотографиите, приказот, за да навистина убаво се види какво е тоа искривување. Тоа е ова висината што велиме на рамењата различна, така и скапула лопатката. погоре од другата скапула подолу. Тука имате во средината на сликата, рана фаза на искривување на рабетниот столб во лумбалната кичма и тука веќе ова може доколку навремено почне да се третира, да се коригира навремено. Се што промена и во половината, видовме и таква слика. Апсолутно дислокација на колковите, може да се јави дислокација на колковите и може да дојде она што го спомнав, девијација, односно искривување на самите пршенски тела и може да се направи притисок на самите дискуси. Па тука после понатака, во текот на растот или во подоцните години, може да се појават дополнително дископатија, дискоскернија, кое што е дополнителна дијагноза плюс на самата сколиоза, односно кифоза во искривувањето. Најчесто ние асоциација кога ќе се спомене сколиоза детската возраст и бидејќи навистина и тогаш најчесто се јавува. Меѓутоа кога на повозрасен ќе му се каже имате искривување, веројатно се зачудени и велат од каде сега тоа искривување, не било можеби откриено во рана возраст, така и не ни знаеле дека имаат некој благо. Така, кај некои пациенти, кај некои луѓе, и откриено е навремено, кажано му е, меѓутоа, знаете како не е сватено малку посериозно во однос на процесот на лекување.
и не се преземени соодветни мерки нели за процесот на лекување, мислејќи кај луѓето дека тоа ќе се коригира и ќе се среди нели само по себе, но не. Сколиоза околу еднаш се констатира и се открие дека има процес на искривување, па ќе кажам и ќе потенцирам уште еднаш дека мора навремено да биде соодветно лекувана и третирана за да даде позитивни ефекти во целиот процес и да го вратиме рбетниот столб во една правобитна состојба. Но и ова да кажам, значи 100% исправен рбет нема никој. Сите ние не го држиме правилно телото и ако сакаме нели да го држиме, еве, на пример да направиме положба сега да седиме право, по една минута, две, повторно го враќаме телото во правобитна состојба во која што ние веќе сме го навикнале телото да не биде. Но да се придржуваме кон оние советодавни препораки кои што лекарите и ние физиотерапевтите ги кажуваме, рбетниот столб да го чуваме бидејќи се од рбетниот столб ни потекнува и низата на нели оние сите здравствени проблеми. И навременото третирање соодветно со физикална терапија уште од најрана возраст ќе може процесот на сколиозата да го среди, да го реши и да немаме понатака во подоцните години, значи проблем. Бидејќи кај повозрастните не туку така, како кај помладите може да се реши целиот овој здравствен проблем. Да. Кои се причините кои што доведуваат до сколиоза и колку е честа еве како патологија и состојба заради која се доаѓа на физикална терапија? Видете, сега ќе кажам дека 21-виот век, модерното време, модерната телефонија, модерните компјутери, кај луѓето предизвикуваат освен сколиоза и низа на други здравствени проблеми, но најчеста е сколиозата, значи. Кога ќе се констатира сколиозата, најчесто се констатира од неправилна положба на рбетниот столб во форма на држење. Значи, мобилните телефони, наместо да ги држиме, значи во правобитна состојба, еве, кога треба да куцаме, ние сме во ваква положба и куцаме, значи наведнаш. Тука веќе еден степен имате одма од старт искривување на рбетниот столб. Значи, тие навики, тоа не може тоа преку ноги да се случи, меѓутоа тие навики константно телото ги привикнува и се случуваат нели тие искривувања да дојдат. Уште една работа што сакам да ја кажам, може тоа да биде и дегенеративен процес, значи. Тоа може да биде наследно. На пример, да речеме ако во фамилија некој имал сколиоза, тоа може да го наследи, значи и детето. Меѓутоа, причините и симптоматиката на целосниот процес на сколиоза се јавува како резултат од неправилно држење на телото, да кажеме еве во училиштата, тешките ранци кои што децата ги носат, значи на едната страна полн ранецот со книги и најчесто на едната страна ги носат. Најчесто го ставаат ранецот, еве за приметете, или на левата или на десната страна и целата тежина од книгите што се во ранецот прават оптеретување на едната страна од телото. Тука веќе доаѓа до процес на исто така искривување на рбетниот столб. Затоа велам, многу е битно да се следат оние препораки, почесто да имаме вакви нели емисии преку кои што соодветно ќе допреме до луѓето и ако имаат некој ваков здравствен проблем, навремено да почнат да си го третираат проблемот, бидејќи подоцна во текот на годините овие проблеми со сколиозата ќе дадат низа на други дополнителни здравствени проблеми кои што и текако ќе го отежнат понатамошниот тек на животот на луѓето, како во раната фаза на младите години, така и во подоцната фаза нели на подоцните години во текот на животот. Во поглед на видовите на сколиоза, кои се имате вака, јас ја дефинирам сколиозата како рана почетна сколиоза, средна сколиоза и крајна сколиоза. Што значи тоа? Рана почетна сколиоза е кога можеме да ја откриеме со еден физиотерапевски преглед. Кога пациентот ќе дојде во нашата ординација, кога ние ќе го направиме преглед и кога ќе откриеме таа сколиоза, тоа процес на сколиоза, кај рана сколиоза можеме да го средиме од 3 до 6 месеци. Со соодветни вежби, со соодветна масажа, која што е наменета стриктно за оваа сколиоза, и со техники кои што дополнително ќе му ги дадеме како процес на пациентот. Тоа ќе може да биде пливање, значи одредени спортови во теретана. Кај средната фаза на сколиоза, каде што имаме доста средно да кажеме така искривување, исто така може да ни одземи од 6 до 12 месеци третман на лекување, каде што истото ќе може да бидат вклучени соодветни кинезитерапија и индивидуални вежби, кои што ќе ги работи физиотерапевт со тоа лице. Ќе бидат исто така дадени насоки и препораки за дополнително пливање или дополнителен спорт или физичка активност, но не со кревање многу тежински терет во соодветни теретани, каде што дополнителниот тежински терет може да го обтегне опсекот нели на рбетниот столб и да направи дополнителни низа на здравствени проблеми, да се јават болки во ломбалната регија, да направиме значи пукнување на дискус доколку има некое поместување на самиот дискус од самата сколиоза, затоа што сколиозата со самото искривување прави, како што кажав, девијација
тоа е народски кажано, искривување на прштените и притисок на самото дискусно перниче кое што се наоѓа во нашиот рабетен столб. И сега се случува на крајна фаза или на сколиоза во 3 дела како што ги поделивме, кога доаѓа сериозноста на искривување од 44 до 47 степени искривување. Тука веќе физикалната терапија нема соодветна улога во процесот на лекување. Тука веќе за жал имаме голема девијација на рабетниот столб, големо искривување. Имаме потфаток на самите дискусни перничиња, имаме голем проблем со спиналните нерви каде што поминуваат во самиот дел на рабетот. И тука веќе за жал хирурзите настапуваат, каде што ќе мора да се направи хируршка интервенција која што ќе бара понатамошен дополнителен отпосле физикален третман за да се врати правобитна состојба на самиот пациент. Во хируршката интервенција најчесто се прави корекција на рабетниот столб и се коригираат прштените со дополнителни плочки и штрафови кои што ќе помогнат да се исправи рабетниот столб и да се врати во една правобитна состојба. Затоа алармот родителите треба да го вклучат навремено и да внимаваат кога станува збор за здравјето на своите деца. А морам да ги пофалам луѓето дека во последниот период не дозволуваат да се случи ваков проблем, бидејќи за секоја ситница што ќе настани, веднаш се јавуваат на физиотерапевт и ние веднаш настапуваме со соодветно решение кон третирање на проблемот. Велиме, децата во раната детска возраст и почесто се носат на контроли и систематските прегледи тука си имаат важност и улога, меѓутоа родителот како дома да забележи некакво искривување како први знаци или нешто што би укажувало дека можеби станува збор за некој проблем. Така, видете, родителите треба често со деца да комуницираат, често да направат една консултација, односно еден преглед, чисто дома да го видат својот дете во рабетниот столб, значи во градниот кош, што се случува, како се случува, чисто да го видат својот дете и да ако приметат некој таков проблем, веднаш да се јават на физиотерапевт и да се започне таа рана фаза на физикална терапија која што ќе вроди, значи, соодветно решение за третирање на тој проблем. Пак и ви кажам, не може да се открие со голо око додека не се донесе детето на физиотерапевт. Ова е веќе посериозен, така веќе поминало доста време, така за да дојде до вакво искривување. Овде по приказот на сликата станува збор за доста посериозна сколиоза, која што веќе почнала да прави дислокација на колковите во ломбалната регија, значи во торакалниот дел и веќе почнува да се качува горе во цервикалниот дел, каде што веќе тука целиот рабетен столб ни појавува една доста голема кривина, која што може да направи доста посериозен проблем во текот на растот и да ги спречи сите оние работи на детето кои што треба да ги прави во спортска активност, дали ќе сака да спортува, дали ќе сака да се бави со некој друг спорт, тоа оптеретување ќе биде дополнително обземено и ќе има голем посериозен проблем. Така да. Треба да ја подигнеме комплетно свесноста. Тука на првиот приказ на сликата имате, значи, девијација, како што кажав, односно искривување на целиот рабетен столб, каде што промената најмногу на половината ја гледаме, така дека каде што ја фаќа, значи, ломбалната регија и торакалната регија. За голема среќа кај горниот дел на цервикалната кичма се уште не е толку многу опфатокот, но во мал дел веќе почнува да се прави искривување и во таа регија горе. А ова е сликата како што треба да изгледа рабетниот столб. Ова е приказот на сликата во вториот дел на сликата, каде што рабетниот столб е во 99% правобитна состојба рабетот и каде што тука немаме, значи, дислокација ни на едната скапула, ни на другата и рабетниот столб е прав. Значи, следете го детето во текот на растот, запишувајте го на спортска активност, значи на пливање. Рабетот сака движење. Рабетот сака правобитна положба во држење, сака спортска активност и не сака на детето да му го дадете телефонот и цел ден да седи на телефонот и да го занимава детето со телефон. Детето сака физичка активност. Значи затоа велам од најмала рана возраст добро е децата да бидат запишувани на некој си спорт кој што ќе им даде позитивни ефекти како сега, така и во текот на животот и во растот. Ако детето го стимулирате од мало да спортува, тоа дете и кога ќе порасне, истото ќе го прави. Ако детето му давате телефон, значи вие на детето му создавате искривување на самиот рабетен столб за подоцна да побарате соодветна помош на лекуване. Да. Има деца кои што домашната работа ја пишуваат буквално легнати на работната маса. Треба ли да ги потсетуваат родителите и да ги гледаат од време на време дека треба да се исправат не само носењето на тешките ранци, туку и положбата и држењето на телото при седење и извршување на домашните задачи?
Видете, домашно знаеме сите како се пишува, се седнува на маса, значи се пишува на маса. Телефонот, како што кажав, мора да биде соодветно држен за да работниот столб не подлежи под посериозен притисок. Значи, оние работни навики ето мора да ги има значи од мало. Родителите да внимаваат на децата за да го сочуваат нели нивното здравје. Пак кажам, значи родителите се свесни дека станува збор нели за сколиоза, кифоза или лордоза, па во последниот период сум среќен што ете родителите навремено сигнализираат проблем и бараат соодветно решение за истиот. Така, одговорноста е буквално на сите, и на родителите, и на образовниот систем, општеството, сите здравствени работници. Велиме, детето можеби ќе биде однесено на преглед кај одреден лекар специјалист, тој може да ги забележи тие промени. Јас лично имав пример со едни познаници и пријатели, детето го носеа за да се стават на стоматолог протези и докторот не направи ништо што беше во неговиот домен да почне да ги советува за протезите, се додека не им објасни дека детето има некакво искривување, ги испрати на дополнителни снимања, а родителите не беа ни свесни дека таков проблем има. Видете сега, не знам дали ќе се согласите со фактот на тоа што ќе го кажам. Јас велам физиотерапевт веќе треба да има уште од најмала возраст во градинките. Физиотерапевт треба да има и во образовните институции и во школите. Зошто? Затоа што од најмала возраст, доколку физиотерапевти има во градинките, физиотерапевтот ќе го приме дали правобитно седи, дали правобитно го држи работниот столб и веќе од најмала возраст кога ето постојано ќе му се кажува исправи го работниот столб, значи држи ја положбата во правобитно, значи детето ќе стекне на таква рутина за да го држи работниот столб право. Во образовните институции исто така во текот на седењето, во текот нели на функционирањето, во текот на часот. Исто така физиотерапевтот е добро да им држи едукација на децата за физичка активност, за правобитноста нели на работниот столб, за важноста на физикална терапија, за важноста на сопственото здравје. Таквите едукации се многу битен факт и јас се радевам дека понатака нели и во градинките, и во школите и во другите институции физиотерапевтот ќе биде нели главен приоритет кога станува збор нели за здравјето, бидејќи добро е постојано некој да ви сугерира дека треба да внимавате на себе и добро е некој да ви дава насоки дека треба физички да бидете активни, да го чувате своето здравје и да одвојувате време да вложувате во себе, бидејќи една од најголемите инвестиции ќе се повтора е најголемата инвестиција кога денеска во текот на денот ќе одвоите 45 или 1 час време да си посветите на сопственото здравје. Се друго може да почека, вашето здравје е главен приоритет. Кога имате здравје, имате се. Кога немате здравје, апсолутно немате ништо. А и да имате се, џабе ви ако вие имате сериозен степен на сколиоза, ако имате дископатија, ако имате болки, ако имате други низија на здравствени проблеми кои што секојдневно ќе ви го отежнуваат животот и секојдневно ќе ви создаваат процеси на болка, а вие имате се, а немате здравје. Затоа прво што ќе стане човек наутро, еве, да си каже фала што си здрав и жив, што си во правобитна состојба, што можеш да си ги извршиш обврските и што можеш да си посветиш време за себе. Еве јас конкретно за себе ќе кажам, станувам секој утро во 5 часот наутро. Доста луѓе ми се чудат и ми велат како ти се станува во 5 да вежбаш. Значи јас прво не извежбам. Така, ако не извежбам сабајле, ако не отидам во теретана, јас имам дома своја теретана каде што дома си вежбам, ако не извежбам сабајле, јас не можам да го започнам денот да ми функционира. Сакам да бидам физички активен, сакам да тоа што на себе ќе го вложам, да го пренесам до луѓето, да бидат мотивирани, да погледнат дека стварно здравјето е еден од најважните фактори во животот. Така, а здравите навики се учат уште од најрана возраст, ама за децата треба некој да биде тука да ги поттикнува на тие здрави навики. Родителите се тие, така, кои што треба да го посветат тоа внимание. Исто така среќен кога ќе слушам, кога ќе дојдат родителите кај нас во нашите родинации, кога ќе кажат Илија, го запишавме детето на таква и таква физичка активност, дали вие се согласувате со тоа? Се, ако спортувањето, значи кошарката, фудбалот, значи ете да кажам пливањето, тоа се работи кои што се навистина за пофолба. Бидејќи секако детето тука е физички активно, со пливање, со кошарка, со одбојка, со што и да, детето има физичка активност, детето се движи, детето скока ги раздвижува зглобовите, детето ја има физички активирана мускулоскелетна состојба и ке детето нема закршлавеност и ке детето не се случува појава нели на ризични сериозни здравствени состојби. Така. Некогаш не ги знаеме причините зошто се јавила сколиозата, меѓутоа сето ова преку ноќ не се случува.
Така Апсолутно. поминува време. Може ли да се пожали детето на нешто друго предходно пред да забележат родителите дека можеби има некакво искривување? Видете, за да се појави сколиоза, апсолутно што кажавте, тоа не може да се случи преку ноќ, тоа веќе почнува од најрана возраст, но најчесто кога ќе се случи поголем дел на болка во одредена регија, тогаш родителите реагираат и го носат детето нели на лекар, а лекарот ги препраќа нели после тоа на физиотерапевт, за физиотерапевтот да го прегледа детето, да види дали станува збор за некое доста посериозно заболување и тоа заболување да биде по посериозен план и протокол третирано и лекувањето. Најчесто кога ќе се појави таква болка, тогаш сигналите кај родителите се поприсутни и тогаш веќе настапува нели она јавување на доктор на физиотерапевт. Така. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па продолжуваме понатаму. Останете со нас до самиот крај. Продолжуваме со разговорот во студиото. Време е да позборуваме и за физикалната терапија, но пред тоа сакам само да споменеме какви компликации може да направи сколиозата, посебно во оној дел кога е сериозен степен на искривување. Нели некако ги поделив, мама имаме гледач предходно да му дадеме предност. Добро утро, повелете. Добро утро, ве слушаме, повелете. Поздрав до вас и до докторот. Ви благодариме. Вака сега, мојата внука има од 2-3 години сколиоза. Значи и појас и дадоа, едни од куки е погоре и подоле. Се што направи е поната, со спорт никако не сака да се занимава, одеше на карате, престана. Прашувам, дали е можно ова да се појави од премногу домашни пишувања? Замислете само математика 10 страни домашна. Дали е можно од премногу домашни пишувања? А телефон не гледа. Ви благодарам и го сакувам пријатен ден. Ви благодариме и ние вам за јавувањето. Пријатен ден. Домашните мора да си пишуваат, меѓутоа Апсолутно како да се бидат, држи телото, еве така некако да бидат гледаме од таа страна. советувани од страна на родителите како да се држи правобитна состојба на рветниот столб, но тоа е најмалку проблем сега во моментот како е пишувано домашното, него најсоодветен начин како сега да си помогне девојчето нели во овој проблем, да си се консултира со ортопед, со физиотерапевт, да започнат процедури на физикална терапија, значи нели на соодветни вежби и на соодветни процедури кои што ќе може да дадат позитивен ефект во одреден степен, дали ќе може да се лекува сето ова, а ако не може нели да се лекува со физикална терапија, како конзервативен начин, како следен начин би било нели хируршка интервенција, но за сето ова ако со добра дијагностика ќе се утврди проблемот за што станува збор конкретно, во кој степен на искривување и да се реши целиот тој проблем кај девојчето. Така, она што гледачката го спомена, носеше појас. Веројатно мислеше на корсетот. Се носат некакви појаси или корсетот е тој кој што Така, видете, во одреден степен има кога потреба во одредени ситуации да, да се во одреден носи? степен кога е посериозноста на искривувањето на сколиозата, ние освен физикална терапија, а од дополнителен процес кај децата, даваме значи упатства и да се направи соодветен корсет. Но соодветниот корсет понекогаш не е соодветно направен и наместо индикации може да предизвика контраиндикации, односно дополнителни проблеми во лизата на сколиозата. Спомнавте ризикот на сколиозата кој е? Ризикот И на сколиозата компликации кои што може и компликацијата може да биде значи дополнително посериозни кога е поголем степенот на искривување, што кажав 44 степени искривување, тоа е доста сериозно искривување, може да појави проблем на белите дробови, компресивен притисок во самите бели дробови, може да направи притисок значи на самиот кардиоваскуларен систем, може да направи значи проблем со респирацијата, со дишењето и може да појави низа на други проблеми кои што може да се врши притисок на внатрешните органи во абдоменот од самиот дел на ребрата. Затоа велам, навременото третирање, навремените начини и соодветни методологии од физикална терапија можат како конзервативен начин клучно да помогнат нели во низата на сите овие И здравствени најмногу проблеми. физикалната терапија во благата и умерената форма или фаза, така степен на искривување. Постои рана Какви? фаза, постои рана вежби фаза на се тие? физикална терапија, каде што физиотерапевтот ги дава вежбите да се работат во домашни услови работна терапија и пациентката да доаѓа 2 пати до 3 пати неделно нели на корективни вежби и работа со физиотерапевт и со соодветна физикална терапија. Клучно решение, односно перманентно решение во целиот овој случај на лекувањето
Прво, кога ќе се утврди сколиозата е првиот начин, конзервативниот начин, односно лекувањето со физикална терапија. И хирургот, да го однесите детето на ортопед и на хирург, прво што ќе ви даде упатство се да почнете со физикална терапија, каде што физикална терапија се смета дека до 90% ќе го даде позитивниот ефект во лекувањето. Постојат Значи повеќе може да се модалитети. постигне корекција на искривувањето, Апсолутно. така со упорност, континуитет. Може да се постигне корекција во лекувањето, но тоа лекување не може да се случи преку ноќ. Еве и тоа да кажеме дека овие состојби, како сколиоза, кифоза, лордоза и други посериозни дијагностички заболувања, бараат подолг временски интервал на лекување. Овие лекувања не може да бидат решени преку ноќ, бидејќи станува збор за влегуваат во низата на посериозни заболувања и бараат подолг временски период и на самото лекување. Од 6 до 12 месеци, реков, кај почетна сколиоза, а кај некои пациенти може да се задржиме и до 2 години. Значи, многу е битно детето да биде носено на време, значи да се задржи тој процес, тој период нели на третирање на лекување, за да добиеме позитивен ефект во лекување. Но вежби и со физиотерапевтот Апсолутно. и дома. Се што ќе дадеме вежбите за како истегнување вежби- се важни овде, клучни во тој поглед. Апсолутно. Се што ќе дадеме работна терапија, детето под надзор на родителот може да извршува во домашни услови. А се она што ни оклучно план и протокол сме го предвиделе, треба да го реализираме во нашата ординација каде што детето одговорно ќе биде донесено од својот родител на третман и на лекување. Да, имаме гледач на линија. Добро утро и за вас, повелете. Ало, добро утро. Ве слушаме. Една молба, Мишо, ако може да доклучи до вас. Голем Ајде. поздрав. Видите што е, јас скоро во години сум, ама и не сум толку стара, 70 имам и 4 така. Не сте Меѓутоа стара. имам доста операции, така што и со колено, и со нога, и сколиози, и главо присана и се, да кажеме само за коските. Воопшто тоа, значи, ногата ми е опресана последен пат, но ништо. Ме оперира и Углиновски, кој беше таму, не знам, други, некој голема екипа. Меѓутоа, веќе 20 години одам на штач. Професорот ми одаде овие флешот тол, некој, да ги примам овие, меѓутоа ја гледам, одам на стакни нозе и се држам од врата до врата. Не можам на нога да се спрам никако, одам само со штаки, а рани сум. По цело тело. Му се молам на докторот, бе во Козле, од Козле паднав таму во клозет и ме изврка дома. Така, Не во можам ред, на што да се да. задржам. Ви благодариме за јавувањето. Совет и препорака овде само можеме. да Видете, дадеме повеќе јас, проблеми и да, патологии. како физиотерапевт кој што дуги години се занимава во низата на сите овие здравствени проблеми кај луѓето, можам да кажам дека понекогаш и ние не можеме да го постигнеме ефектот на лекувањето. Бидејќи станува збор за посериозност на заболување, кое што освен едно заболување ќе вроди дополнително уште други 10. Едно ако лечиме, дополнителните други заболувања ќе си го заземат својот простор со други дегенеративни промени и тука веќе останува пациентката до крајот на животот нели да прави лекување, 2-3 пати годишно бања, по 21 ден лекување, почесто со физиотерапевт, значи консултации, масажи во домашни услови, вежби, соодветни техники на физикална терапија ќе бидат клучен сегмент нели во процес на соодветно лекување. Кај некои пациенти успеваме, кај некои пациенти не успеваме. Низата на проблеми е голема кај луѓето. Да, најтешко е кога вака многу работи. Да, како кога ќе се проблем соберат јави, повеќе да се дијагнози, како да ви кажам, еднаш кога ќе дојдат, тие дијагнози веќе се дојдени за секогаш. Така. Да го слушнеме и последниот гледач за ова утро во Фактор здравје. Повелете, добро утро. Сакам, добро утро. Сакам да ве прашам, да ве поздравам. Ви Детето благодарим. му има 26 години. Добра. И му е дефинирана дијагноза редуцирана кифоза. 26 години. Редуцирана кифоза. Дали може тука да се подобри нешто, да се направи корекција? Што би можело да се направи, ве молам, докторе? Ви благодариме за јавувањето. Така, прво пред сите Сколиоза, треба... кифоза, лордоза. Најчесто така ги споменуваме, ама три секоја си е дијагностики различна воедно, но дијагноза. секоја си има различно Да. значење. Добро ќе биде да се направи прво една рентген дијагностика за да се види степенот на процесот кај кој што се констатирала ова состојба кај детето и по тој рентген ќе можеме да дадеме упатство што понатаму ќе следи очикот да му се помогне соодветно на детето. Ќе може со физикална терапија? Апсолутно, бидејќи станува збор за дете кое што има 26 години, он е уште во млада, рана возраст, така да може да се помогне и како, но пред се
соодветна дијагностика, соодветен преглед и по тој преглед и по таа дијагностика ќе одредиме кој метод ќе биде клучен за да се помогне. Вежби кои што би одговарале на состојбата. Апсолутно ќе дадеме вежби со физиотерапевт, ќе дадеме насоки со соодветна физикална терапија, ќе дадеме насоки со теретана, ќе дадеме насоки со пливање, ќе дадеме насоки со друга физичка активност која што сите овие заедно клучно ќе дадат еден позитивен ефект во лекувањето. Да. Покрај оние основни модалитети на физикална терапија, во зависност веројатно и од степенот на искривување, индивидуално се прави проценка, кај кого се прават и вежби респираторни за подобрување на дишењето, бидејќи некогаш може така да се направи. Кај доста пациенти кои што имаат сколиоза, како што кажав, може да се врши притисок, односно внатрешна компресивност на белите дробови. Тука веќе ако процениме дека имаме проблеми со белите дробови, тука ќе физиотерапевски настапуваме нели со вежби за корекција на белите дробови. Вежбите за дишење ги покажуваме, пациентот ќе следи нашите препораки и ги изработува вежбите онака стручно што ние ќе му ги презентираме, односно прикажеме да ги прави. Како кај нас, така и во домашни услови по работна терапија. Да. На крајот сме пораката до родителите. Гледајте ги, следете ги вашите деца, потсетувајте ги дека треба исправено да седат, добро да се држат во движењето и да бидат физички активни. Така ние полека стигнавме до крајот на емисијата, кога работите, односно кога гостувате кај еден професионалец како вас, што сте вие во емисијата. Мене многу брзо ми поминува времето и јас би можел да седам и до вечер со вас да дискутирам на низа на повеќе здравствени теми, кои што ќе бидат нели клучен сегмент кај луѓето да се подигне свеста и да почнат нели навремено да обрнуваат внимание кон своето здравје, како што кажавте и потенциравте, луѓето да бидат свесни навремено да ги следат своите деца со своите низа на здравствени проблеми, навремено да бидат третирани, да се подигне свеста за физичка активност, повеќе да бидат децата вклучени во спорт, во физичка активност и секако секој оној здравствен проблем кај кој што ќе се посомневаат дека е проблем, ние физиотерапевтите стоиме на располагање да им помогнеме. Значи секако да направиме преглед, да им дадеме насоки, значи и индикации кои што позитивно ќе им го решат нивниот проблем во понатамошниот тек во животот, се со цел да не стигнат во низа каде што ќе бидат подгрбавени, искривени или каде што ќе имаат сериозни болки кои што ќе морат да бидат третирани или со медикаментозна терапија, или со физикална терапија, или крајно решение со хируршка интервенција. За да не дојдеме до сето ова, навремено превенирање, навремено следење на препораките на физиотерапевтите и на лекарите и навремено физичката активност. Време за себе секојдневно мора да најдеме. Се што друго ќе кажеме дека не можеме да најдеме, тоа е само изговор. Ако можеме да најдеме време, сат време до 2 да седиме на социјалните мрежи, да читаме и да гледаме TikTok и други ред низа на би ги кажал глупости, можеме да најдеме време и за себе, и за сопственото здравје и да подигнеме свеста дека ние мора да бидеме физички активни. Така. Благодарам за гостувањето. Благодарам и до вас, благодарам до целата редакција на телевизија 24, посебно до вас, Билјана. Да. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое наследевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Мајте убав и пријатен ден.